Ке стане ли Пониква вистински зимски центар во регионот? Големи планови за развојот на зимскиот туризам во овој дел од Осуговието се најавуваат и од пробиштипска страна. Патот на кој што долго време го најавуваме од Турско Рудари до Пониква, односно спојување на општина Пробиштип со Пониква од сегашните повеќе од 60 километри преку Кочани, ќе се скрати на 20 на километри од Пробиштип до Пониква. Би требало тендерот да се распише по завршувањето на изборите, односно на почетокот на 2017 година и градбата да започне со почетокот на новата градежна сезона. Сепак, плановите се убава работа, но за нивна реализација потребни се минимум услови кои во моментов на Пониква ги нема. Од најголем проблем кој што го имаме на Пониква и на кој што заедно со општина Кочани и владата на Република Македонија активно работиме, се изградбата на нов водоводен и канализационен систем за цела територија на Пониква, како и изградба на нови објекти во делот на зимскиот туризам. Пред се мисли на изградба на нови жичари, веќе имаме добиено донација топови за производство на вештачки снег, направен е и систем за снабдување на овие топови, осветлени се дел од патеките. Во просек за викенди Пониква ја посетуваат од 800 до 1000 гости. Нивниот број е многу поголем во зимските месеци, што беше причина да се обрне поголемо внимание на развојот на ски туризмот. Главен проблем е недостигот на доволно сместувачки капацитети, кои во моментов се лимитирани на само 250 легла исклучиво од кочанска страна. Општините Кочани и Пробиштип продаваат околу 100 плацеви за изградба на мотели и вили, со што драстично ќе се зголемат и можностите за сместување на гости. Се во ова би можело и да се реализира и Пониква да стане адут и на Пробиштип, но претходно општината ќе треба да обезбеди 5 милиони евра, колку што чини изградбата на патот од Турско Рударе до Пониква.